Македонската ракометна репрезентација и покрај добрата игра загуби од Исланд со 29-27 во второто коло од втората фаза на Европското првенство во Данска. Нашите ракометари одлично стартуваа и создадоа почетна предност од 4 гола за 4-0. Сепак не искористивме неколку напади во кои противничкиот голман Густавсон добро реагираше, па во 19-та минута Исланд со серија од 3-0 изедначи на 7-7, а минута подоцна за прв пат победува и со 8-7. Следуваше нова серија на погодоци од исландските ракометари кои на полувреме заминаа со водство 14-11. Исто како што го почнавме мечот, стартувавме во второто полувреме кога со серија од 3-0 изедначивме на 14-14 во 33-та минута. Во тие моменти функционираше нападот, игравме гол за гол до 48-та минута кога Исланд за прв пат направи плюс 4 гола предност, 25-21. Намаливме на 26-27 преку Миркуловски во 55-та минута, а потоа и Лазаров погоди за 27-28, но потоа Миркуловски беше исклучен, па така до крајот Исланд не дозволи изненадување и успе да слави со 27-29. Во третиот пораз за Македонија на Европското првенство Кирил Лазаров беше најефикасен со 7 гола, а по 5 погодоци дадоа Манасков и Георгиевски. Во другите средби од нашата група Шпанија победи Австрија со 28-27, а домаќинот Данска ја солада Унгарија со 28-24 и се промовираше за прв полуфиналист на шампионатот. Утре со почеток од 16 часот го играме и последниот надпревар од оваа фаза против светскиот првак Шпанија. Поранешниот играч на Лион и на Бразил Мишел Бастос кариерата ќе ја продолжи во Рома. Тој е играч кој го следов уште од времето кога го тренира в Лил. Играше во Лион, а потоа и во германски Шалке и знаевме дека сега сака да се врати во Европа. Тој е одличен играч и одличен човек, изјави тренерот на Рома Гарсија. Бастос во текот на минатата година играше за екипата на Ал Айн од Обединетите Арапски Емирати. Покрај Рома за Бастос во овој преводен рок беше заинтересиран уште еден италијански клуб Наполи. Бастос има 30 години, за селекцијата на Бразил одигра 10 надпревари и постигна само 1 гол. За Лион и за Лил одигра по 98 надпревари каде беше стрелец на 51 гол. На Австралија Опен започнаа четвртфиналните надпревари во машка и женска конкуренција. На машкиот дел од турнирот Томаш Бердик се пласираше за прв пат за него во полуфиналето на Австралија Опен, откако го совлада Давид Ферерс во 4 сета со 6-7, 6-4, 2-6 и 6-4. Кај дамите Ана Ивановиќ доживеа големо разочарување откако загуби во четвртфиналето од 19 годишната канаѓанка Бушар со 5-7, 7-5 и 6-2. Ивановиќ беше многу понервозна отколку на дуелот со Серена Вилијамс, а Бушар тоа умешно го искористи, при тоа демонстрирајќи големо искуство како да не игра прв пат во својата кариера во четвртфинале на еден гренслем турнир. На вториот четвртфинален дуел Нали беше подобра со 6-2 и 6-2 од италијанката Пенета и во полуфиналето ќе се сретне токму со Бушар. Останалите четвртфинални надпревари во машка и во женска конкуренција се играат вечерва. 10 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата. Перо Антич постигна нов личен рекорд во триумфот на неговата Атланта од 121-114 над шампионот Мајами Хит. Антич за 25 минути игра забележа 17 поени, 6 скока и 3 асистенции. Фантастично го започна на надпреварот со 10 поени за 5 минути и беше најзаслужен за почетната предност на јастребите. Прв стрелец беше Пол Милсап со 26 поени, 7 скока, а Керол уфрли 19 коша. Кайл Корвер го проложи NBA рекордот на 109 надпревари поред на кои постигнува тројка. Мајами го доживеа четвртиот пораз во последните 6 надпревари покрај 30 поени на Леброн Џејмс. Најинтересно синоќа беше во Чикаго каде домакините со кож во последната секунда во продолжението славија над Лос Анџелес Лейкерс со 102-100. Херој беше Гибсон кој постигна поени со звукот на сирената на асистенција на Дан Ливи. Диџеј Агустин даде 27 поени, а Жоаким Ноа имаше 17 поени, 21 скок и 6 асистенции. Гибсон мечот го заврши со 12 коша. Чендлер Парсонс беше најзаслужен што Хјустон Рокетс ја прекина низата на Портланд од 5 победи поред. Постигна 31 поен, 10 скока и 7 асистенции. Двајт Хауард имаше 24 поени, 12 скока, а Џејмс Карден постигна 22 коша. За вечер на програмата се предвидени 5 надпревари каде се игри дербито на западот помеѓу Оклахома и Портланд.